Ти благодарам Ива што ја прифати поканата за разговор за Телеграф МК. Последната информација е дека го освои првото место на надпревар за млади артисти за свирење виолина во Њу Јорк. Кажи ни нешто повеќе околу надпревар. Па вака, значи на 20 февруари 2017 бев официјално прогласена за победник во мојата категорија, нели, за виолина на овој интернационален надпревар Рондо Young Artist, кој е базиран во Њу Јорк. Инаку надпреварот е формиран уште во 2011 година од страна на група вака музичари кои се активни, нели, во музичкиот свет во Њу Јорк и еминентни професори. Инаку еден од основачите и уметнички директор е и нашата позната македонска пианистка Илинка Манова, која повеќе од 20 години живее успешно работи во Њу Јорк. Инаку во мојата категорија се надпреваруваа повеќе од 200 кандидати, значи имаше буквално од целиот свет, од Соединетите држави, Канада, Азија, Европа. Исто така и жирито, значи оваа година беше составено од еминентни професори кои држат класи во познати школи како што е Манес College of Music, Manhattan School of Music и врвната Juilliard School. Така, ете, среќна сум што успеав, уште еднаш да ја донесам победа, нели, на Македонија и да освам главната награда, тоа е концертен настап во Карнеги Хол во Њу Јорк во април месец. Инаку ова награда, ете, ја доживам како еден вид верификација, нели, на мојот досегашен труд, но и верификација на огромниот вложен труд на мојот професор, пред се, Оля Контратенко, со кој сакам да кажам дека имам извонредна соработка и е прекрасен професор кој го црпи максималното гледани из целата таа негова континуирана работа, да го извлече максималното од секој студент. И навистина еве сум многу благодарна за тоа. Во однос на надпреварот беше онлайн или преку интернет надпревар? Преку интернет, значи тоа беше интернет надпревар на неколку фази. И така. Добиваш свој термин, баш така, што ми да, го кажа да, свој термин, свирам. Сепак свириш во живо, преку онлайн, да. Прво со клипче праќање, така па со елиминација и така одам понатака во кругови. Победата донесе и понуда за настап во Карнеги Хол во април. Да. Каков тип на концерт ќе биде тоа? Сите победници од различни категории, добиваш сама соло настап? Така, тоа се значи представници, значи од категорија. Јас сум победник во мојата категорија за виолина. Така, значи има од секоја категорија, има клавир, дувачки инструменти, таа е главната награда, ствари победниците имаат можност да свират во прекрасната Карнеги Хол, тоа е главната ствари награда. Се знае точен датум, подготовките како ќе се крај на април месец, значи тие неколку дена при крајот. Ќе треба да се соберете, претпоставувам, претходно и за проби. Да. Па еве веќе уште од септември, значи во 2016 по моето враќање од настапот во Ерусалим, нели, каде што го освоив Гран Прито. Со мојот професор активно работиме и се спремаме затоа што за ова треба да се подготви скроз друг материјал. И така, инаку би сакала да кажам дека патувањето, овој оствари проектот е поддржан од Охридска банка, Societe Generale и од Министерството за култура. Да. Како ги вклопуваш сите патувања, сите обврски надвор со овие редовни обврски тука што ги имаш? Па гледам да го распределам времето за да имам време за сите, да им посветам внимание на, нели, моите другарки и другари, на работата и се. Но секако сам нашето бара многу самооткажувања. Нели, ама ете, за среќа имам толерантни пријатели кои ме разбират. Имаш 17 години, тинејџерски години кои што, нели, бараат и дружење, повеќе Facebook, активност, активно по социјални мрежи, активно сум. Како успеваш тој дел од животот да го вклопиш, нели, свириш повеќе од 6 часа дневно? Да. Има време за дружби, за симпатии, за се што... Па нема многу време, како што реков, мислам, многу самооткажувања во животот и така, во социјалниот живот, да речам. Но, ете, ако се сака, се наоѓа време и за тоа. Нормално малку, али
колку толку, нели Да. барем сепак редно е да одвам време и за тие, нели кои ме поддржуваат тука. И се постојано за мене. Да. Така. Освен подготовката за Карнеги Хол, Да. некои сега активности во поблиска Па иднина? имам, да. Во август месец имам свој солистички концерт, рецитал, поточно имам покана во Рим, во познатата театро Ди Марчело. Па тоа ми е така мој иден план. На покана на кого? На покана, значи вака еден настап повлекува друг. Мислам, Да. јас нели кога настапувам, таму се запознавам со еминентни професори, менаџери, кои понатака ми нудат понатамошни соработки, уствари така контактите нели се разменуваат меѓусебно и по покана од претходните, еве од Израел на пример, имам покана, така одат обично тие Да. покани за настапи надвор. Карнеги Хол ќе биде остварување на сонот? Да, или... апсолутно, да. Тоа што од малечка ми беше сон да настапувам во Карнеги. Стварно ми се Други оствари. некои сцени на кои би сакала да се видиш еден ден? Или да свириш заедно со некој, да настапиш идол? Со Сара Чен, да, она ми е моја така мој идол уште од малечка. Мислам, мене ми е желба да настапувам со филхармонии, со оркестри како солист, нормално да патувам. Тоа е поглавно ми професијата како солист. Да. Тоа. Често се случува да видиме музичари кои свират виолина, виолончело, па и Да. други класични инструменти да завршат во забавна или поп музика, модерна музика, па дури и во метал бендови. Па така сигурно се. Кој да. правец би се обидела и во тој правец малку Да, или се да. Не, воопшто не би се обидела. Сам јас сум определена уште од моите 6-7 години, уште од малечка и го правам тоа што го сакам. Апсолутно не би се така прешалтувала во други смерови, како да кажам. Да. Да. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас за поканата.